Денешна тема во Јасно и гласно се книгите и читањето. Мотивирани од сајмот на книга кој што се затвори вчера, со се уште пресни впечатоци од тоа што се случуваше таму. Гости во студиото на Радио МОВ денеска се Никола Гилевски Колја, уредник на издавачката куќа Темплум, председателката на Сдруженијето на преведувачи и долгогодишна професорка Огнена Николски и писателот Петар Антоновски. Ви благодарам што одвоивте време и дојдовте на оваа тема блиска на сите вас да продискутираме малку во ова студио. Па ќе почнеме од она што е најактуелно и што вчера заврши сајмот на книгата. Колку сте задоволни од годинешниот саем и колку ваквите настани влијаат на подигнување на читачката култура во земјата? Петар, да почнеме од вас. Причем ја и како писател и како некој што работите во издаваштвото, сум задоволен и од посетата и од интересот. Секако она што малце во почетокот ме, да не кажам фрустрираше, туку нервираше тоа што сите стави акцент на книгата на Никола Груевски и за тоа повеќе се зборуваше, а при тоа заборавија дека постојат толку многу квалитетни македонски автори, така да тоа за мене првенствено како македонски писател беше поразително. Така. Добро, и Никола Груевски е македонски писател, се шегувам. Главна вест спомена и Петар беше книгата Next премиер од Никола Груевски. На тинеџерите, например, се допадна тоа што YouTube рап атракција беше промотор на еден од штандовите на сајмот на книга. Колку е важна промоцијата, значи, на ваквите настани и колку, без да ги навредувам претходните, ако веќе живееме во некое време на шунт, може тоа да се искористи во промоција на нешто добро, како што се, например, читањето книги? Прво, ке ви кажам нешто за самиот саем, подоцна за ова, исто интересно прашање и важно. Саемот е економска манифестација во прв ред, заради тоа не смеме премногу да бараме, мада постои голем простор за да се подобри сајмот, но некако издавачите тоа си го прифатија, кој единствена солидна можност еднаш во текот на годината за заработат некои пари. За жал тие можности ги немаат на други места, книжарската мрежа е руинирана, библиотеките не купуваат со години, со децении, да не речам нови книги. Така што тоа е добро, што има интерес за саемот, што луѓето купуваат книги, што издавачите имаат некоја полза од тоа и економска и онаа која спомна Петар. Многу е важно кога директно кога разговарате со читателите. Го спомнувам ова, растурената библиотекарска и книжарска мрежа, бидејќи е многу важно и бидејќи издаваштвото, па и саемот, не може да се гледат изолирано. Тоа е една мрежа. Во таа мрежа се и здруженијата, разните здруженија, на писатели, на преведувачи, на дизајнери, мислам, сите тука спагаат медиумите, критиката. Така што тоа е многу фин механизам кој треба постојано добро да е наштелуван и да е потенцијален и да се работи на неговата иднина и на ширење на читачката култура, на културните потреби на луѓето. Сето тоа подразбира добра културна стратегија, добро министерство со многу упатени компетентни луѓе, што ништо од тоа немаме во моментов, така што не можете да издвоите еден сегмент и да кажете сајмов е ваков или онаков. Он е лош, реално за тоа што би требало да има повеќе културни содржини. Во таа смисла е лош. Ама и културните содржини може да се сватат она вие, што директно ме прашавте, ко промотивни активности, заправо, така што некои културни содржини заправо страдаат, нели, во ова доба на тотален пиар и односи со јавност, нели, страдаат баш од тоа, од рекламаторство, баш од пренагласен тој момент, тој комерцијален продавачка, ама од друга страна па и не може поинаку. Грантовите се помали, грижата на државата исто се помала, така што комплексно е прашањето. А читачката публика ја има? За среќа ја има, тоа е добар знак на сајмов. Сега немаме, веројатно, ја бар не видов официјални податоци, последниве 2 години е во Борис Трајковски, на салата, при тоа беше во славниот саем кој го срушија, за жал. Така што економскиот ефект беше многу поголем оваа година отколку претходната, и тоа зборува дека интерес има. Така. Професор, ке верувам дека и вие го посетивте саемот како човек кој што со години, значи, е во водите на
преведувањето. Председател сте на Сдруженијето на преведувачи и верувам дека секој превод го гледате со една доза на проверка, како некоја професионална деформација, ајде ќе речам. Што се случува со преводите? Едно време не така одамна се преведуваше се и се што на кило, па некои од тие изданија се уште се наоѓаат во некои депоа на министерствата. Колку се внимава и дали се ценат кај нас добрите преводи на книги? Нашата главна цел како здружение е да разбудиме малку свеста околу воопшто процесот на преведување, професијата преведувач, затоа што кај нас некако тоа е тргнато малку настрана или пак се мисли дека јас го знам тој јазик и можам и да преведувам. Не е тоа така едноставно. А во книжевниот превод пак е сосема битно кој ќе ја преведе книгата, бидејќи може да ја уништи, да ги изгуби сите читатели или пак да направи една добра работа. Тоест, секој превод книжевен е пресоздавање на едно литературно дело. Во тоа пресоздавање го има авторот на делото, но го има и преведувачот. Јас секогаш кога одам да купам некоја книга или да разгледам книга, прво ако не е од наш автор, прво што гледаме кој ја преведе. Бидејќи мислам дека е тоа многу важно. Нашите издавачи ретко, ние интервениравме во последно време, последнава година, објавуваат кога ќе најават книга нова и кој е преведувачот. Тоа мислам дека будење на таа свест дека е тоа еден битен елемент е многу важно. Од друга страна, тој труд, бидејќи е пресоздавање, тој треба и соодветно да се награди, но што е уште поважно, да му се даде на тој преведувач доволно време да може да ја преведе. Бидејќи тоа е книжевно дело. Некој го создал, го смислил, го почувствувал и го оставил на хартија. Вие треба како преведувач да го прочитате, да го почувствувате и да го пренесете на еден друг јазик. И тоа да биде така, да биде авторот присутен, но да биде и јазикот како што треба, за да може да се доживее исто или приближно исто барем таа книга. Многу често јас сум оставила книги, ќе ја земам книгата, ќе почнам да ја читам. Има една книга која многу сакам да ја прочитам, не може, доаѓав до некоја 50-та страница и не може, бидејќи го знам тој автор и тврдам дека сигурно подобро е напишал книгата. Така што тоа е многу важно да се има предвид. Кај нас преведувачите се ставени во ситуација 300 страници книга да треба да ја преведат за 5-6 месеци и вие ќе добиете соодветен квалитет на тоа. Ако му да во странство, например, имавме гостување на една преведувачка од италијански овдека и она кажуваше дека они се ги бираат книгите. Потоа бараат издавач кој што е спремен да да издаде таа книга, исклучуваат договор за условите по кои ќе се работи и работат на одредени книги по 1, 2, 3 години за да може тој да произведе ново всушност дело на тој друг јазик. Кај нас имаме проблеми со издавачите. Има издавачи кои се добри во соработката со преведувачите, но не доволно затоа што фактички сите издавачи не живеат од продадена книга. Туку живеат од она што ќе успеат да ги соберат како средства за да може да ја издадат книгата. Кога би живееле од продажба на книгите, веројатно нивниот однос би бил поинаков во смисла на тоа да произведат добар превод и да тој превод се купува за да имаат заработка. А што се однесува до оние тона книги, тоа е затоа што преводот кај нас се третира како стока. На тендер се распишува тендер и таму условите за избор на преведувачи или агенција за превод е цената. Исто како кога одите на тендер да купите пасти за заби, например. Единствениот услов досега беше сега на наше инсистирање на многу фактори се почна да се менува таа работа, да не може во преводот цената да биде единствениот критериум за избор. Кој ја правите компромис помеѓу добрите преводи и брзите преводи или знаете што, инсистирам цело време на тоа и цело време ке инсистирам, иако е тоа можда досадно. Прекомплицирана е работата да ја сведуваме на овој или оној проблем. Проблем на преведувачите или на младите писатели или на недоволно
вреднуваниот труд на старите класици, величините живи и мртви. Не, секој има голем товар на својот грб и секој својот проблем го гледа како најстрашен. Издавачите исто мислат дека се тотално занемарени од сите комплет. Сосема не се согласувам со Огнена, преведувачката во точката дека добар валоризатор на вредноста е пазарот. Баш обрат. Мислам, ако препуштите на пазарот, тек тогаш ќе добиете тотална катастрофа. Она што колку толку одржува нивој квалитет на преведувањето не е таа пазарна верификација, туку обратно грантовите што ги добиваме и со кои сме принудени да даеме солиден хонорар, да речам, на преведувачите, ние издавачите. А таму кај што книгата излегува она брутално на пазар, таму преведувачите добиваат многу ниски пари најчесто, и најчесто тоа се лоши преводи. Но една втора работа е многу важна. Фијаското на тој огромен проект државен во тоа лудо груевистичко време пропаднаа милиони евра, отидоа во ѓубре, а као под агендата дека се даваат за култура. Кој што, нели, за споменици беше агендата култура, и беше ѓубре, она и политичко и општествено и секако, исто кој и ова квази културно ѓубре, ама проблемот е, знаете што, дури да ја исклучите корупцијата и она дека пола пари идат на партијата, пола као на луѓето што се бават со култура, преведувачи, издавачи и така натаму. Дури тоа да го занемарите. Корупцијата речена била многу мала. Реално, ние немаме капацитети, нашата културна средина, да абсорбира таква количина на книги, такви барања, нели, за тоа време и со висок квалитет. Така што тоа е реален одраз на еден преведувач, добар, се воспитува не со 2 факултета и не со 5-10 преведени книги, него цел живот. Најдобрите преведувачи, тоа знаеме од Југославија, оние баш беа легенди, хрватски, српски, пред се, такви имаше 5 и он има опуси, по 100 книги годишно. Таков човек да создадете. Знаете колку фактори треба да се поклопат и колку во него треба да се инвестира. И он самиот лично, а и општеството. Ние такви никогаш не сме имали. И не само на тоа поле. Денес имаме 5-6 10 веројатно добри преведувачи, ама главно да речеме од англиски, нешто малку од францускиот. Сушто немаме цели многу важни јазици кои никој не ги покрива. Така што тоа е само илустрација да ви кажам колку длабоко сме заостанати. Тоа не може да е преконувано. Например, скандинавски земји скоро сите даваат пари за и тоа без многу мислење. Ние немаме преведувачи. Значи ти даваат пари да ги преведуваш нивните книги, ние немаме преведувачи. Така што, ама ви кажувам, ја мислам, може би малку пристасно од оголот на издавачите, во тој ланец, библиотеки, книжарска мрежа, школи образование, Министерство култура, Министерство за образование, издаваштво, тука се гради некаква стратегија и подобра иднина за книгата. И за воопшто за читањето, за подигањето на културните потреби на луѓето. Но јас не, ако може јас да интервенирам, јас не реков тоа, дека пазарот ќе одреди нешто, туку дека пазарот има таква абсорбциона моќ што може да му се исплати на издавач, овде кај нас тоа го нема. А од друга страна, како ќе создадете вие добри преведувачи, ако не им дадете добри услови за работа? Има прекрасни луѓе, има прекрасни преведувачи кои ќе ги приклештите со еден рок, или ќе се откаже, или пак нема да го даде врвниот квалитет. Но имате прекрасни писатели исто така, имате прекрасни уредници исто така. На секој пол имате прекрасни луѓе на кои тотално им е потценет трудот. Имате прекрасни работници кои си им е потценет трудот, во сите области бегаат од земјава. Така што сега као мораме специјално да создадеме услови за преведувачите. Се согласувам, но тоа мора да иде паралелно со негување на многу други сегменти кои ја чинат големата слика. Ние воопшто не збориме. Например, мора да се поддржи книжарството. Париз, например, една од најкултурните земји на светот, со најголем број читатели во сите категории, и во библиотеки, и ко продажна моќ. Редовно државата одвојува огромни пари за поддршка на книжарската мрежа, огромни пари. Бидејќи во централните улици, не само на Париз, на било кој голем француски град, економски не може да издржи книжара, бидејќи доаѓаат големи брендови и тоа се бришат И за да издржи книжара на елитен простор, она добива поддршка од државата. Така што многу нешта треба да се поддржат кај нас покрај преведувачите, за да имаме малку поподнес. Ама ви реков Реска, тоа не можете преку ноќ. Не можете добар преведувач. Дури да реши државата ка направиме 10 супер преведувачи за 10 години, нема тоа лесно да оди. Да речеме од скандинавски јазици. Воопшто нема лесно да оди. Ме интересира, колку е тешко да се издаде една книга? Ја мислам дека не може да биде полесно тоа да се издаде. Денеска секој што напишал
5 стиха на Facebook и добил 100 лајка, смета дека Еписател. треба да си објави книга и многу лесно може да се објави книга, а доколку не добие поддршка од министерство и се одлучи сам да се писира, издавачите исто така не прават проблем, така да воопшто не е проблем. 2008 кога објавав мојата прва книга како студент збирка поезија, јас тогаш не можев да најдам издавач кој млад писател. Дури некаде мислам дека од кога почна наградата, новите, од како почна издавачкава или да ги отвора вратите за млади писатели, мислам дека дури тогаш сватија дека ете треба да им дадеме простори на младите писатели. Така, може да се живее од пишување книги? Од пишување не може да се живее, но мислам дека еве мојава генерација, неверојатно сум и доследен со ова, секогаш го зборувам, мојава генерација успеа многу да промени во тој поглед. Зборувам за генерацијава писатели родени во 80-ти. Значи, ние успеавме на некој начин да го вратиме македонскиот читател на македонскиот писател. Успеавме да ја разбиеме онаа предрасуда за македонска книжевност како здодевна книжевност. Пред 2 недели заедно со Просина Пермаковска во рамки на еден проект гостувавме во гимназијата Корчагин. Имавме средба со ученици кои претходно ги имаа прочитано нашиве романи и она што го сватив е дека дефинитивно и подитно треба да се смени лектирата. Малку пред емисијава со професоркава го пативме муабетот околу тоа дека не треба да се доживува лектирата и читањето како обврска, туку како задоволство. Сметам дека треба, барем во средне, ајде во основно, може уште се мали и не знаат да направат вистински избор, но дефинитивно треба во средните училишта да им се даде простор и самите ученици да се избираат лектира. Дури и тоа да биде погрешна книга. Колку образованието го трасира патот на идниот влюбеник во книгата, на идниот читател и дали добро го правим тоа? Јас мислам дека поопшто образованието во Македонија е катастрофа, затоа што не буди интерес за било што, во било која фаза. На факултет доаѓаат млади луѓе кои имаат минимум општа култура, општи знаења, минимум знаења од својот собствен јазик. Ниту пак имаат интерес да продлабочуваат. Многу се малку и тие треба како капка вода на дланка да се чуваат оние кои навистина да студираат, тоест да проучуваат одредена област. Тргнете од учебниците, јас, например, после ова ќе одам кај внука ми да ја објаснувам граматика македонски, затоа што не е јасно. Ако не е јасно, и таму влегува и литературата, значи дека во училиштето не им е доволно објаснето. Не би требало да има потреба ние да ги читаме книгите, па да им помагаме да видат што е сиже, што е фабула. Тоа треба училиштето да го прави. И тоа треба да биде интерактивно, да наставниците да дозволуваат децата да поставуваат прашања и на тие прашања да добиваат соодветни одговори. А детето денеска, малото, треба да види дека се чита, за да може да посака да прочита. А средношколците се заинтересирани повеќе да видат на интернетот, и ако може што е можно пократка верзија, да бидат задоволни. На факултет ќе им дадете 3-4 книги литература, они ќе изберат од тоа 15-50 на страници и тие ќе ги искртаат што уште помалку треба да научат. Со овој образовен систем сега. Значи, според мене, она што денеска се работи на ниво на факултет е, како што беше во моето време, виша школа. Не произведува читатели пак воопшто, во текот на целиот образовен процес. Вие ги имате само лектирата, имате македонски јазик како предмет во основните училишта, во кои лектирата е само некоја обврска. Не се бираат и книги кои не се ни интересни. Имаше некој со внука ми што јас прочитав заради незе и јас навистина се чудев што бара оваа книга во лектирата. Сите лектири треба да се ревидираат. И во основното, и во средното. А програмата треба така да се осмисли, да има таму настани на кои ќе се буди интересот за литературата, а и ќе се наградува постојниот интерес за литературата. За да може после да има промоции, на кои што ќе доаѓаат многу млади луѓе кои што ќе сакаат да слушнат. Па се сложувам со професоркава дека треба дефинитивно, значи
да се промени се во тој поглед, првенствено од образованието да се тргне. Значи, училиштата се тие каде што се градат идните читатели. Дали порано луѓето повеќе читаа и дали е тоа резултат на образовниот систем или може би е резултат на тоа што едноставно работите беа ограничени. Сега го имаме 24 часа интернет, имаме 100 канали на телевизија, имаме побрз начин на живот. Што е она што... Каква е вашето размислување? Веројатно има голем удел тоа што е светот на дланка преку интернетот. Ама не мислам дека е тоа најголемиот проблем. Тоа е нешто кое што треба од семејството па нагоре низ образованието да му се даде правото место. Да не биде тоа извор на забава само или пак на импровизација, туку да си има свое правилно место. А да остане книгата како пријателот кој што ќе те воведе во светови, во кој што не можеш во интернетот да влезеш. Добро е што го има интернетот, затоа што пак книги се достапни и многу од младите преку интернет доаѓаат до книги на јазиците кои што ги знаат и можат во оригинал да ги читаат. И тоа е добро. Кои се бараат иновативни начини на тоа да се доближите до помладата публика, да ја научите да чита. И во ова време, значи, на смартфони, таблети, интернет, ќе преживее ли книгата? Какви се вашите согледувања? И дали можеме да го искористиме, значи, овој технолошки напредок за читање книги? За мотивација? Промените се драматични во светот и технологијата многу влијае. Се пософистицирани се начините на кои се привлекува публиката, па и книжевна, кој што се привлекуваат сите други, знаете, чисто на работна, да речам, на нормалното, на сите закони, не поручуваат она до детај, не знаат целата мапа на нашето однесување со тоа, така што можностите да се развива тоа, рече си одат до бескрај, баш обратно, она. Проблемот е како да се лимитираат. Проблемот е во друго, тоа сега ги кажам. Ја кога зборувам, добро е да се зголемуваат културните потреби на луѓето. Тоа не е за да се зголемат парите во така наречените културни индустрии. Тоа исто израз, да речеме, кој постои 10-20 години, исто доаѓа од запад и исто ја нагласува таа поврзаност меѓу економијата, одржливоста и создавањето на културниот сектор. Но ви велам, не само ради тоа, битна е одржливоста, па и кај нас тоа дојде која агенда, нели, она што не научија западниве фондации, па и вас во МОВ, као ке ви даеме грант, но обезбедите 50% од друго место, слично и во културниве индустрии, да ги наречам, сака долгорочно да бидете одржливи. Она само одржливи, да речам, тоа е 100% да овде тоа за тоа кога треба децении на културното поле, но пак трета работа што сакам кажам се да личувам од она клучното. Значи не е тоа толку битно, битно е да не е битна економијата, битно е луѓето да стануваат по-осетливи, по-солидарни, нешто гради во нас тоа. Образованието и тоа е битно хуманистичко образование, она старо античко образование, она на Аполон, агендите. Има нешто баш што може да се спротистави на она што ви реков, на манипулација од било каков тип, политичка, економска, технолошка. И тоа е битно образование и култура. Не као ја купив минатата година 20 книги, супер, као земјава добро стои, или знаем во библиотека, или гледав, платив 30 евра за 30 филмови, секој 30 евра. Ви велам, малтене залагањето за култура, барем во мојот светоглед, да речам, е залагање за социјализам, уствари, за комунизам, за солидарност, за осетливост на луѓето. Тоа не прави повнимателни едни кон други. Не знам што да кажам. Повелете. Мислам дека има и еден друг недостаток во денешно во време, а тоа е, јас кога растев имаше дебати за книги. Се правеа форуми на кои што седнуваа луѓе и дискутираа. Се читаше книгата и се дискутираше. Имаше критика. И позитивна и негативна критика за одредени книги. И ти знаеше дека кој ја читаш одредена книга, знаеш што другите критичари мислат. Денеска нема такво плодно кое што можеш да слушаш размисли за книга, за одредена книга. Младиве автори се хендикепирани во таа смисла, они имаат промоција само. Арно, потоа, немаме ние културни списанија во кои што ќе објавиш некоја критика или некоја
некое убаво согледување за Па и тие списанија што книжевноста. ги имаме се ниво на 60 години. Па И се и ужасно тоа. непривлечни за Ама младите. и нема. Каде сте виделе вие читална, да речеме, се обидовме да организираме еднаш, да се чита книгата и да се дискутира книгата. Тоа е нешто што треба да го има, за да можат луѓето поангажирано да се најдат во средина во која ангажирано се зборува и се за литература. Веројатно добар пример е вашата средба во средното училиште, како што споменавте. Колку често одите на такви средби? Колку често луѓето сакаат да поразговараат со вас за книгата која што сте ја напишале? Па јас повеќе имам гостувања надвор отколку што имам во Македонија гостувања. Ова беше еве за колку години, веќе 10 години како сум во книжевноста, прв пат да им текне некој во средно училиште да покани писатели и да им овозможи на ученициве една средба со писател, да не биде само тоа да станат па да ја раскажат лектирава и толку, туку да пражат и за тоа што ги интересира. И на вистина бев изненаден, иако ја само пред 15 на години имам завршено средно образование, овие новиве генерации на вистина се разликуваат од нашиве, се интересираат за сексуалноста, се интересираат за семејното насилство, се интересираат за насилството врз жената. И сметам дека треба да се отвори, да им се даде, особено може бете на учениците од 3-та и 4-та година, да им се даде барем по едно полугодие самиве да се избираат лектирава што ќе сака да ја читаат. А колку младите читаат? Колку со вас, колку често се случува вие да бидете тој од кој што ќе бараат одредена критика, мислење за она што го напишале? Постојно зборуваме за тоа колку се чита, колку не се чита, а забораваме секогаш еден многу битен факт дека до 45-та година до кодифицирање на македонскиот јазик 90% од населението беше неписмено. Првиот македонски роман е напишан дури 52 година. Така да немаме ние некоја долга ниту културна, ниту книжна традиција и мислам дека со оглед на сето тоа и дека имаме и доволно читатели. Во последниве години постои као некој тренд да се читаат книги. Секако не секогаш тоа се книги за на плажа и полесни книги, но сепак луѓето сакаат и купуваат и читаат книги. И пак ќе се вратам на она од пред малку, сметам дека и мојата генерација многу придонесе за тоа да се читаат македонски автори. Читаат луѓето македонски автори, односно купуваат книги од македонски или повеќе ги сакаат преводите на бестселери? Она што е темплум е, од она што го знам, се обидувате да нудите квалитетни книги. Значи, и како ја правите таа селекција, што е квалитетно, а што е нешто со што не би сакале да го имате на вашиот штанд? Знаете што кои на другите обштествени поиња и тука клучно е истражување и веродостојни податоци. Одговарам на првиот дел на вашето прашање, во вториот конкретно за темплум, мада не сакам да узурпирам многу кратко кога бидам за темплум. Немаме вистински податоци, например, колку вкупно се продаваат книги во Македонија, за која сума станува збор, како се тие пари распределени, на кои јазици се купуваат книгите, дали например 70% е македонски, 15% српско-хрватски, 15% англиски, дека нешто се менува на тој план сигурно се менува и тоа од осамостојувањето на Македонија. А и пред тоа веројатно било динамично тоа, меѓу другото и ради младоста на јазикот, што спомна и Петар. Но тоа се ужасно важни податоци. Никој не се бави со тоа. Така што еве уште една тај загатнавме од многуте, од стотиците работи што треба да се сработат. Многу институции во Македонија се урушчени во себе, тотално се пропаднати. Меѓу нив и тој педагошки завод кој ги одредува лектирите, мислам со децени. Тоа е веројатно една од најстрашните институции, ама такви има стотици во земјава. И знаете, во оваа земја, јако не се кукам никогаш, гледате цело време, се трудам баш да ги маркирам она проблемите и да почнем да ги решаваме, ништо не е страшно, 2 милиона народ, тоа паметна земја може за година дена да донесе нови стратегии да ги промени драматично работите. Така што не велам дека е безнадежно, но дека степенот на пропаднатост на институциите во оваа земја е толкав што е она стварно джашува понекогаш. Институтот за македонски јазик, тој педагошки завод, мислам многу факултетите, па и културниве, како кажам, институции исте по ред. Како да ги смени? Знаете, некои од нас таму, наши пријатели работат, а ние овде кукаме као лективи така, па лично ние сме одговорни, некои од нас се меѓу другото по тие институции, по управни одбори, или нашите пријатели. И знаете, нас не се случи дури во добри земји, добро организирани,
имате одредени слабости во институциите, бидејќи да речеме 10% од кадрот е несоодветен или мрзлив или залутан или не знам што. Овде е обратно, овде 10% е вистински кадрот, 90% се тотално изгубени во тие, од нуб до... Па и самото Министерство за култура е пример за тоа. Таму МРТВ, таму 90% од луѓето се непотребни. Така што тоа е Институтот за македонска литература. Да. Така што ние сме многу апстрактни кога зборуваме треба вака, треба онака. Па зашто толку тешко лектири да се променат? Ама реално ви велам кој што тргнавме со она, тие книги уште поконкретно набирам. Тие милиони евра, наши даночни пари, кои отидоа за лудилата на Груевски, си имаа своја редакција. Тоа се најугледните македонски интелектуалци, има Джунко, Венко Андоновски. Тука што не е Груевски, Груевски е селјачище невидено и плюс веројатно е луд. Зборам во фактурна смисла. Нема чувство за реални параметри, како кажам. Ама вие сте редакција. Па некој требало тоа да го... Така што ако некој е крив, таа редакција е крива, а не Груевски крив. Она тирани, мокни, кој што имало мал милион и во современава историја и во... Така што поконкретни сме во како кажам, кој е крив, ама и не е доволно тоа, дај како да биде подобро, а не као на преведувачите им треба повеќе пари, на младите мислатели им треба повеќе пари. Сакам награда добиам бидејќи никогаш не сум ја добил, па Блум нема ништо и нема, точно, се распаѓа. Како да ги натераме луѓето да читат па квалитетна литература? Колку е тоа тешко да се направи? Имаме еден изблик на Facebook писатели, дел од неверојатно се и квалитетни, меѓутоа како да се направи овој филтер и како да ги научиме младите да го имаат тој филтер? Генерално публиката го има, го нема? Може јас да кажам нешто. На времето, за да издадеш книга, македонски автор, имаше конкурси и конкурира авторот со своето дело и добива 3 рецензии. Трите треба да бидат позитивни, за да може делото да се објави. Имаше можност каде да добиеш некаков си уфит во тоа што размислуваат луѓето за одредено дело. И се објавуваше, може би помалку од колку сега. Знаевме дека тоа што е објавено поминало низ некаков филтер. Денеска се објавува се и се што. Јас сега кога бев на сајмот на книгата се фати за глава од што се има како понуда. И во тој хаос од понуда, вие очекувате младиот човек да се ориентира, како ќе се ориентира? Значи мора да има начин... Не е тоа ништо проблематично. Зашто да нема хаос од понуда? Тоа е светот, не може поинаку. Извинете, ма не се согласувам. Книги многу... Не му лимитирам. Не може некој цензорско одделение... Не реков ја цензорско одделение, друго зборувам. Јас зборувам за недостаток на критика, на осврт во зона што се произведува и што се издава. Вие ќе прочитате пригоден текст до книгата. За таа книга не се зборува, нема каде да се зборува, особено за нашите автори. Има неколку, например, ужасни издавачи, Феникс и слични, ама дури меѓу добрите издавачи им се случуваат катастрофални да направат работи. На кој начин тоа како спречи? Тоа е слобода. Не зборуваме за спречување. Јас зборувам за градење на амбиент во кој што ќе се зборува за квалитет. Зборувајќи за квалитетот, тогаш ќе можеме да ga подигнеме. Па немам нито една културна емисија. Ете, не знам дали вие на радио имате културна емисија. Вие на македонска телевизија немате емисија за култура. И како не знам, како сакате да слушаат луѓе за култура кога нема емисии? Така, меѓутоа младите не гледаат тука телевизија, веројатно ќе треба да се смислат некои нови начини како да се допре до новата публика, предпоставувам. Па и тие емисии веројатно може би така по Постои книжевната критика, ви значи нешто на вас издавачите? На писателите верувам дека им значи многу, меѓутоа ви значи се осврнувате кога ќе одлучите некој дело да го објавите, колку ви е битна критиката? Најмногу им е битна на авторите. Они се некогаш трогателно благодарни за критика, дури која нема некој кузне како одек. Мислам, објавена на во мало тиражен портал или на приватен Facebook или мада некои изненадувачки допираат доста далеку, објавени на Facebook и на сето тоа, така што имате право и вие дека не е више ни телевизијата присуден медиум, има алтернативни начини да има, се пишува, знаете, тоа билам, битно е да се има добар преглед и кои се сега влијателни уствари медиуми, можда квантитативно и има пристоен број, да речам, на критички осврти во текот на годината, во однос, да речеме, на период пред 20 години, но се објавени можеби на не се сумирани на едно место. Да, така што порано се знаеше, имаш референтни
списанија, таму се објавуваат критики. Сега е сето тоа многу похаотично, со зборот се согласувам, но не мислам дека е тоа лошо. Само професионалците, оние што стварно би требало да ги следат работите, би требало да се потрудат тоа и да го прават и да зборуваат компетентно. Така, Петар. Па ништо не знам, да се најде некој посовремен пристап, еве не знам дали тоа ќе се социјалните мрежи или нешто така, кај што младите ќе допре тоа до помладиве генерации. Така. А што тебе ти е битно да знаеш кога читаш некоја книга? Кој ти ја дава критиката? Кој ми е дал критика? Да. па да Веројатно се прво да ќе бидат најблиските, меѓутоа постојат ли луѓе кои чие што мислење ви значи? И можат ли тие да бидат важни во однос на развој на една книжевна критика во земјава? се разбира, еве, например, најчесто со колеги, еве, од мојава генерација писатели, еве, понекогаш и со Колја си разменуваме искуства за добра прочитана книга, па таа книга ќе ја препорачаш на некој издавач, дека е добро да се преведе, но се сведува на тој некој мал круг. Така. Меѓу себе така си препорачуваме книги. Знаете што, критична култура е многу поважно прашање од културна критика. И таа треба да се развива. И вие веројатно знаете, бидејќи мов е близок до тие, да речам, до филозофија, до тоа сваќање на општеството, имаше обиди, се бавеа луѓе, и ние сме правиле работилници што одамна. За развивање на критичка култура, да ги научиш пред се младите да размислуваат критички, слободно да го изнесуваат своето мислење, да немаат страх пред авторитети и се до тоа. Многу потребна им е критичката култура, да речам, на политичарите, на тие некои класи, бизнисмени, може би на професорите, на факултети, на сето тоа, отколку на читачката публика, бидејќи баш нели професорката тоа го зборуваше пред да почне емисијата. Некои од нашите политичари не знаат да зборат, просто. Ама и тоа не е толку страшно, бидејќи вајде да се надеваме како ќе отпаднат најлошите по природна селекција. Него она што е пострашно, они имаат критичка култура, нула речиси. Они не знаат да слушаат, они не знаат да водат диалог, полемика. Тоа е убиствено. И таму е многу пострашно да немаш критичка култура, да не знаеш просто како разговараш. Парламентот е уствари суштината на парламентаризмот е дебата, компетентна дебата со почитување на тугите мислења и со не воздржување од своето, маколку било, да речеме, екстравагантно во моментов. Така што таму се учи уствари вистинската критика и вистинската критичка култура. Па таму тргнува се веројатно треба да се направи еден спој меѓу издавачи, автори, преведувачи, културни работници, да се создадат форуми, бидејќи тие постоја порано, значи може да повторно да се создадат, да се отвори место каде што ќе се зборува за книжевноста. Апропо муабетот на Колја, значи во однос на општеството во кое што живееме, нели истражувања покажуваат дека читањето книги, освен што збогатува фонд на знаења, многу влијае на развој на емпатија, креативност, па и на подобрување на менталното здравје. Сега живееме во едни интересни времења, онакви какви што се. Дали читањето книги во едно вакво време може да ни помогне полесно да живееме или само ќе ни го искомплицира животот? Самото читање е еден вид бегство од реалност, а во тој поглед може би да, инаку јас не верувам дека може, не знам. Бегство во реалност, мислам. Да, точно. Во друга реалност. Ја не верувам дека не знам колку книгава може да не промени, но сепак може одредна книга да ни влијае. Генерално. Заборавивте во тоа што наведувавте и да се развивање на јазикот, што се навраќа сега на моето поле. Тоа е нешто што малку се занемарува кај нас. Јас кога растев, се што ќе слушневте, ќе прочитавте, беше на убав, коректен македонски јазик. Денеска слушате се и се што. И речи си никој не зборува правилно, и кога ќе почнете правилно да зборувате, ве покажуваат со прст и бараат од вас зборови да им давате, играјќи си мајтап со вас. Ние на книгите беа лоши. Согласувам, таа медиумска култура беше на повисоко ниво во третирањето на јазикот, но книгите беа лоши, преводите беа лоши. Така што добра придобивка на овој хаос кој прави штети, тука се согласувам со вас. Ама тоа оди паралелно со доброто, знаете, од тој квантитет мислам дека денес имаме неспоредливо подобри преводи од тие пред 50 години. Не знам, точно, не сум правила анализа за да можам сега да кажам, не сакам да импровизирам. Англиски што се бава, дури некои што беа легенди на катедрата во тоа време, пред 40-50 години, не беа
денес е тоа неупотребливи преводи. Не сум го тоа анализирала, за да можам да кажам, а не сум човек што без анализа ќе влезе во дискусија. Таа генерација малку повозрасна, мислам дека направи многу повеќе штета воопшто во односот кон македонскиот, која и ден денес е, како кажам, придонесува за генерално односот наш кон јазикот, отколку што направи добри страни. Они точно, тоа беше клучен период, 45-та, да речеме 85-та, ама таа крутост, тоа, како кажам, не свакање дека јазикот е жив, дека секој ден се менува. Јас не знам што зборувате искрено, ќе ви кажам. Не е точно. Не е точно. Што направи леле србизам, мислам, многу. Англискиот има годишно 10.000 најмалку нови зборови. Хрватите кои се ужасно конзервативни, пуритански во однос на чувањето на својниот јазик, илјадници нови зборови секоја година и многу и го стимулираат креативното јазично творештво. Баш сега некни имаат годишен конкурс, 3 најдобри нови збора добиваат награди. Овде било кој нов збор, ќе ту тепаат тоа луѓе од вашата институтива. Токму тука сакам да прашам колку е битно, значи при преводите тоа формирање на нови зборови. Колку е важна тука улогата на преведувачот? Колку често си ја зимаат таа слобода преведувачите, ќе речем, да формираат нови зборови, тие да продрат во книжевниот превод, да. Таму може и треба. Бидејќи има автори на кои што си самите создаваат зборови кои не постојат во литературниот соодветен јазик и вие морате да создадете и во вашиот, и македонскиот или албанскиот или турскиот или било кој на кој се преведува во Македонија, да создадете таков еден збор. Но битно е исто така, доколку авторот, например, пишува на убав шпански јазик, англиски јазик, книгата на македонски да види исто на убав македонски јазик. Не се согласувам со колегата дека немало нови зборови. Првите автори 50-тите, 60-тите години создадо еден огромен фонд на зборови кои денеска не се користи. Тоа богатство на зборови што го имаше во книжевноста. Така влегуваат зборовите преку книжевноста и преку употребата во секојдневието. Денеска вие, кога слушате младите да зборуваат македонски, тие зборуваат македоно-англиски. Ама не се користат тугнена, бидејќи просто нема потреба и во англискиот, не се користат 98% зборовите од 50 година. Па добро, да, јазикот е жива материја, се менува. За хрватскиот збор што ја победи на конкурсов е за бекстејдж. За позорие, мислам, така нешто. Ајде, најдете вие за бек, како нема користат англиски кога немаш друг збор за бекстејдж. Има зборови. За многу од работите има зборови, не ги користат. Ни вие имплементирате. Вие имплементирате. Секоја година 10.000 нови кои имало зборови, па нема. Може би промоцијата на зборовите е малце на поразличен начин се случува. Наш речник е 50.000-60.000 зборови, тоа е ништо. Мислам, тоа и упорно се држа до тие 5-6.000 зборови. Тоа е, како кажам, овие мали балкански јазици сите имаат бар 10 пати поголем фонд на зборови. Само куса професорка? Не би се согласила како не би со вас. Како бројката е екзактна, тоа се зборови. Гледате каков е хрватскиот речник, а каков е македонскиот речник. И не само бројот на зборови, него начинот на кој се богатството на еден јазик не се согледува по волуменот на речникот, туку се согледува по она што го има како јазична материја. Вие ги имате дијалектите, никој не ви брани во во книжевниот превод дијалекти да употребувате, дијалектни зборови да употребувате. А не само во книжевниот, во другите. Не, тоа е веќе Хрватска, например, тоа го негува исто многу. Не само Хрватска, сите цивилизирани земји, дијалектите ги негуваат. Само што... А вие кога рековте исто као смеет нови зборови во книжевниот. Не е точно, ја баш за тоа. Не нови зборови, реков, кованици. Па и кованици и се. Смее и вака, не смее да се забранува. Тоа е... Па никој не забранува, зависно... Зборувате малку така... Зборувам баш од искуство. Не, затоа што никој не брани употреба на нови зборови или пак не брани, кој брани? Чувај Боже од македонски. Кој брани да се употреби нов збор? Дајте го новиот збор, пуштете го и тој ќе си заживее. Само некој треба да го пушти новиот збор, а ние се чекаме некој дека Бога беседа, дека одгоре ќе ни падне некој и ќе го пикне тој збор во меѓу луѓето. Така, сте имале проблем со изнаоѓање зборови кога сте пишувале или со лектори? Не. Јас имав таа среќа да работам секој со супер лектори, а не со јазични сообраќајци, така да јас сум задоволен. Така. Со цел да се доближат одредени изданија до младите, се
има и одредени награди кои што гледам дека секој од вас учествува или ги прави. И имаме наградата за стрип лифт, чинам, и имаме наградата за најдобар млад превод Вам Вавилон, од друга страна имаме нели роман на годината, чинам уште неколку слични награди. Колку се важни значи овие признанија како еден поттик за младите и едно признание дека еве добро сум сработил нешто и дека добро го правам ови, треба да продолжам понатаму. Петар, Па наградите се одличен маркетинг, првенствено. Денеска кај нас колку се важни наградите, тоа е малку проблем затоа што доста од наградите знаеме како се добиваат. Ретки се тие награди кои се добиваат според вистинска заслуга. Тоа се кој например Рома на година, новите и уште неколку награди. Така да првенствено го гледам како можно за одличен маркетинг и ти се зголемува читателската публика, така. Луѓето да слушнат дека писателот постои и дека твори, претпоставам. Јас би додала кога би имало критика, не би можеле наградите потоа да бидат знаеме како се доделуваат наградите. Туку ако има надоделена награда и од тоа се после произлезе критика која ќе каже дека тоа не било во ред, тоаш следниот пат и тие што ја доделуваат наградата сериозно ќе се размислат дали ќе дадат, кому ќе дадат таа награда. А што се однесува до конкурсите, ова што се го организираме делегацијата на Европската унија и Сдруженијето на преведувачи и на толкувачи, за младите преведувачи е многу интересен конкурс. Се работи за конкурс веќе 6 години се организира за превод од сите јазици, официјални јазици на Европската унија, на сите јазици што се зборуваат во нашата земја. И може да учествуваат млади до 26 години. До сега интересот варира. Некоја година е поголем, некоја година е помал. Најчесто имаме преводи на македонски јазик, имавме на турски, имавме и на албански, но најчесто на македонски. И за жал, иако секој превод на јазик што се зборува во Македонија, си има посебна награда. Так. И тоа е можност младите кои се љубители на преводот и сакаат тоа да го работат, да си создадат своја мала почетна биографија, нели, да добијат награда. Направено е така што до максимум е задржана тајноста, за да нема, како што вели колегата, знаеме како се доделуваат награди. Остануваат луѓето кои што ги добиле, кои што ги добиле наградите во преведувачките води, какви се вашите искуства? Па бидејќи се до 26 години, дали е тоа што им го трасира патот понатаму? Некои од нив си успеа да си продолжат да си работат во таа област. И тоа е убаво, дури едни од наградените успеа и да најдат издавач за делот од книгата што кој победија на конкурсот и имаше интерес и се издаде и добро им оди. Така. Што се случува со Лифт? Значи го промовирате стрипот, тоа што знам работите исто на доста работилници, средби со автори за промоција на изданијата. Колку е тоа важно и колку тоа допира до луѓето до кои што сакате да допре? Ви останав должен и за темпом или кој е критериумот за избор и се тоа. Јас сум главен уредник и тоа е, не е тоа некој тешко прашање. Знаете, секој издавачка куќа профилот го гради според вкусот на уредниците, да. Најчесто еден. Да. Кај вие помокниве да речам од кој некој исто настана со парите на Груевски. Го кажам ова иронично, никогаш не биле негови, тоа се наши пари. Така што имате нефер игра, али главно се мали издавачки куки, слаби, ранливи и го рефлектираат вкусот или невкусот на луѓето што ги водат. Наградите се важни, ние во Темплум тоа сме го откриле, да не се следувам сепак на Темплум, дека сме да секојаш имало 4-5 луѓе, тоа јокно е барем 4-5 луѓе, да. Ние свативме колку се важни наградите, особено за младите, воспоставувајќи новите наградите за најдобар дебютантски ракопис. Тоа го почнавме пред 13 години и тоа добро се развива. И Комерцијална банка препознаа дека е тоа паметна иницијатива. Сега истата таа банка ја спонзорира и оваа големава награда Роман на годината. Во меѓувреме, да, и ова вие што спомнувате, ја имаме и таа лифт за стимулирање на стрип автори. Така што они се добри, да речам, и од економски аспект, малку ги помагаат ужасно сиромашните, главно млади луѓе, кои допрва
почнуваат, а важни се и од ова Петар што рече, од тој некој промотивен аспект. Иако знаете, има тука и многу награди се формални, многу награди се наместени, негде се дуплираат, има и негде инфлација, но генерално пожелно е добро да се тера добро осмислена концепција. Да, ма најголем дел од луѓето кога купуваат една книга, поготово од македонски автор, секогаш Сака да слушнат за неја. Да. Книга која ете добила некоја награда, отколку книга која никош не слушнале за нејзе. Во тој поглед наградиве се например, Друштвото корисни. на писателите се една од тие лоши институции преска што ги набројувавме и баш нивната политика кон наградите покажува дека се лоши. Они се например со децении ги имаат тие своји 3-4 награди кои никош биле важни за проза, за поезија, сето тоа, ама денес се депласирани и нефер бидејќи се однесуваат само на членови во рамките на друштвото и нема право никој друг на нив да конкурира, што автоматски ја смалува тежината на наградите. Така што дури некогаш добри награди со време се девалвирало. Накратко само пред да затвориме оваа емисија, имаме само уште неколку минути. Дали секој од вас може да каже неколку предлози или идеи или совети до институциите како тие можат да помогнат во зголемување на читачката култура, почнувајќи од младите, па потоа и до сите останати граѓани? Професорке, нетешкото прашање веројатно за крај. Јас мислам дека треба да се поработи преку институциите, но и поединечно луѓето преку своите деца да влијаат исто така на она што се случува дома и она што се случува на училиште и она што ќе се случува понатаму на факултет. А повторно ќе кажам, мора да се развијат форми во кои што литературата ќе биде попривлечна и во кои што ќе се зборува за литературата и за книгата како богатство. Петар? Сметам дека првенствено треба родителите што почесто ги носат своите деца во книжарници, да им даваат слобода самите да бираат што сакаат, дека може бете на тој некој начин ќе се подигне свеста кај детето за читање. Затоа што сепак се потекнува од раното детство. Така. Во нашиот контекст мислам дека продуктивен модел може да биде еден триаголник меѓу невладин сектор, локална самоуправа, Министерство за култура. Во конкретно случај Министерство за култура, мај Министерство за образование е многу битно. Мислам дека тука може да се најдат пари и модели и некаква поддршка. Фала Богу дека семејството е местото од каде што почнуваат работите, но знаете, ако реално 90% од родителите во Македонија се на многу ниско културно рамниште, со многу ниски културни потреби, речиси не постојат тие културни потреби, не одат во кино, не купуваат книги и сето тоа, како очекувате од такви родители дека ќе бидат добри кон своите деца? И тоа викам треба потемално да се работи. Локалните самоуправи сега со последниве 10 на 15 години имаат поголеми ингеренции, може да организираат, библиотеките се скроз мртви, може да станат нови важни културни центри. Старите културни центри пропаднаа скроз, ништо не ги надомести. Така што има тука многу работа, а еве конкретна културно-политичка агенда. Министерство за култура работи со локални заедници, со медиуми, со школи и со невладини организации. Така. Ви благодарам, ова нека биде и една фина порака од денешно јасно и гласно, посветено на читањето и на книгите. Гости во студиото на Радио МОВ беа Никола Гилевски Колја од Темплум, председателката на Дружење на преведувачи и професорка Угнена Николски и писателот Петар Андоновски. Благодарам што не следевте и останете и понатаму со содржините што ги подготвивме за вас на Радио МОВ.